Некој прва помош? Место направите да помина. Тука. Направете место. Очигледно е дека ова предолго трае. Вашата порака е примена. Министерка, човек има паднато. Човек има паднато. Полека. Повикани се неколку коли за итна помош. Доста тебе. Ве молам, смирете се. Добро. Каде? Ве молам за тишина. Доста бе брза помош има. Ве молам. Каде треба да Ова е мирен Овде, овде, собир и овде треба имаш. да искажеме Овде, почит овде. према жртвите. Доста. Ве молам за тишина. Собирате за да се искаже почит, а не да се протестира. Ова почит треба кон загинатите да искажеме во мир и тишина. Ве замолувам. Универзитетското собрание на УКИМ ќе продолжи да ги организира овие собери во текот на целата недела. Ќе ве замолам, како студенти на УКИМ, како средношколци, да се собираме на сите собери заедно, да искажеме почит и да помогнеме да се организираме сите. Напред пред мене можете сите кои што сакате да запалите свеќе да запалите. Пред правниот факултет се наоѓа книга на жалости. Секој кој сака може да се потпише. Овде може да кој сакате да донирате финансиски средства, кои ќе бидат донирани кон Црвениот крст. Шефа овде право. Овие собери се за да искажеме почит со загинатите и заедно како студенти обединети да покажеме во вакви моменти на страданите и оние кои што се повредени. Целиот настан почна со 7-минутен молк, а потоа следува и обраќањата на министерката за образование Весна Јаневска, како и на ректорката на УКИМ. Обраќањата во два наврати беа прекинати бидејќи некои од студентите кои што во толпата на два пати побара помош, дури и се побара да се повика брза помош. Се надеваме дека се во добра состојба, колку што може да видиме на другата страна. Пристигната и возилото на медицинска помош. Да се надеваме дека со студентот е се во ред за него студентот или студентите да не може да се види од толпата. Во два наврати за истиот студент беше повика на помош. Има да собрани граѓани